Во нашата земја обезбедувањето бесплатна правна помош е загарантирано право за граѓаните кои немаат можност да ги покријат трошоците за правна помош. Ова право им припаѓа на лица со ниски или никакви приходи, корисници на социјална помош, лица со попреченост, жртви на семејно насилство, баратели на азил, лица без државјанство, стари лица без семејна поддршка, малолетници вклучени во правни постапки, лица кои се наоѓаат во затвор или притвор. Представници на Сдруженијето на млади правници денес во Кичево ги информира граѓаните за чекорите кои треба да се преземат овие категории да добијат бесплатна правна помош согласно законот. Во 2023 година покрај измените на законот за матична евиденција, со кој што се предвидува олеснување во однос на регистрирање на новородено дете, беа донесени и измени на законите за закон за лична карта и пријавување за наживеалиште и престојувалиште, така да предвидени се некои олеснителни околности со цел овие лица да може да се ги ранлива категорија лица кои што да речеме не поседуваат имотен лист, не поседуваат доказ за сопственост, може на повеќе начини да го пријават живеалиштето и да добијат лична карта, а доколку се работи за лица кои што се ранлива категорија на лица, може слободно да се опредат и до нашето здружение и до канцеларијата за обезбедување бесплатна правна помош. Бесплатната правна помош е поделена на примарна и секундарна. Примарната е достапна за сите, додека секундарната е наменета за социјално загрозените категории, кои имаат право на бесплатен адвокат во каков било правен случај. Бесплатната правна помош има два видови. Примарна правна помош, а тоа е правен совет, правна информација, пополнување на некои формулари, може да добие секој граѓанин без оглед на финансиската состојба. Секој граѓанин на Република Северна Македонија може да добие примарна правна помош. Секундарна правна помош опфаќа и застапување од страна на адвокат, доколку е потребна судска поставка. Аплицирањето за бесплатна правна помош се врши во регионалните единици на Министерството за правда или во канцелариите на лиценцираните организации кои го нудат овој сервис. Формуларите се бесплатни, а процедурата е поедноставна, со цел да се овозможи полесен пристап за граѓаните. Целта на бесплатната правна помош е заштита на основните човекови права и обезбедување пристап до правда за сите, без разлика на економската состојба или социјалниот статус.